Македонската фудбалска репрезентација денеска во Вадус ќе игра против Лихтенштеин во надпреварот квалификациите за светското првенство во Русија 2018 година. Македонија против Лихтенштеин ја бара првата победа во овој квалификацијски циклус откако на претходните 4 дуели црно-жолтите не освоија ниту еден бод, а заслужија многу повеќе. Инаку Македонија против Лихтенштеин ја има забележено најголемата победа во историјата на националниот тим. Пред нешто повеќе од 2 децении Македонија славеше со 11:1. Во нашата група исто така се играат и надпреварите Италија, Албанија и Шпанија, Израел. Српскиот тенисер Новак Џоковиќ го потврди учеството на тенискиот Мастерс 1000 во Монте Карло. Тој се рехабилитира од повредата на лактот. Новак, кој на претходните 2 турнира испаѓаше во осмина финалето поради повреда на лактот, го пропушти Мастерсот во Мајами, но ќе биде подготвен за турнирот во Малото кнежество. Покрај Џоковиќ на екзибицијата ќе учествуваат и Марин Чилич, Григор Димитров и Александар Зверев. Џоковиќ е двократен победник на Мастерсот во Монте Карло, а оваа сезона тој ќе брани само 10 поени бидејќи минатата година испадна во второто коло од Јиржи Весели. Мастерсот во Монте Карло ќе го пропушти Роџер Федерер, додека настапот на Кеј Нишикори е под знак прашалник. Турнирот во Монте Карло на програмата е од 15 до 23 април. Овој викенд во Австралија започнува новата сезона 2017 во Формула 1 шампионатот. Пилотот на Мерцедес Луис Хамилтон беше најбрз на првите 2 неофицијални тренинзи на патеката Алберт Парк во Мелбурн. Британецот најави дека и оваа сезона може да помине во негова доминација бидејќи имаше половина секунда побрзо време од Себастијан Фетел од Ферари. Доста солиден настап имаше и дебитантот во тимот на Мерцедес Валтери Ботас, кој дојде на местото на светскиот првак Нико Росберг. Првите 6 места ги освоја возачите на Мерцедес, Ферари и Ред Бул, што е само најава дека меѓу нив треба да се бара и новиот светски шампион. Квалификациите за првата трка во сезоната се возат утре изутрина од 7 часот по средноевропско време, пошто ќе се знае и првиот освојувач на пол позицијата оваа сезона. Трката е внедела исто така во 07 часот наутро. Во кошаркарската Евролига започнаат преварите од 28-то коло. Анадолу Ефес избори пласман во топ 8 со победата во градското дерби против Фенербахче со 80:77. Ефес водеше во текот на целиот надпревар, а во еден момент во третиот период имаше и 17 поени предност. Фенербахче во финишот успеа да се доближи на само 2 поена негатива, но немаше сили за целосен пресврт. Перо Антич не постигна поени, играше 16 минути, а во статистиката запиша 4 скока и по една асистенција и украдена топка. Антич беше во центарот на вниманието кога во еден дуел за малку ќе го нокаутираше својот соиграч Никола Калинич. Данстон и Гренџер со 14, односно 13 поени беа најефикасни кај победникот, додека Фенербахче го предводеа Богдановиќ и Диксон со по 16 коша. На другите надпревари Панатенаикос победи во Виторија, кај Басконија со 72-63, Жалгирис во Тел Авив го декласира Макаби со 93-77, а Бамберг победи во Милано со 84-76. Денеска 28-то коло ќе се комплетира со надпреварите Уникс ЦСКА Москва, Дарушафака Галатасарај, Олимпијакос Реал Мадрид и Барселона Црвена звезда. Во НБА лигата се одиграа 5 надпревари. Тимот на Портланд славеше против Њујорк со 110-95 и остана во борба за 8-то место кое води во плейофот на Западот. Портланд без проблеми славеше и ја забележа 33-та победа во сезоната. Портланд на табелата има една победа помалку од Денвер. Лилард даде 30 поени, Сиџеј Меколум 20, а Нуркич 16 поени, 10 скока и 3 блокади. Далас славеше во дуелот со Лос Анџелес Клиперс минимално со 97-95 и ја забележа 31-та победа. Братот на Стеф Кари Сет го предводеше Далас со 23 поени, 2 помалку постигна Харисон Барнс. Сан Антонио славеше во дуелот со Мемфис со 97-90 и во однос на Голден Стейт има 2 победи помалку. Следната недела Сан Антонио и Голден Стейт ќе го одиграат дуелот кој може да реши кој тим во регуларниот дел од сезоната ќе го заврши на првото место во лигата. Сан Антонио до 55-та победа во сезоната го предводеа Олдрич со 23 и Ленард со 19 поени. Торонто против Мајами победи со 101-84, додека Бруклин го победи Феникс со 126-98. За вечера во НБА лигата предвидени се 11 надпревари.